Нивото на реката Вардар од утрово предизвикува загриженост. Граѓаните, но и надлежните институции се на терен и ја следат состојбата. Вела дека нема место за паника, но мора да се биде предпазлив. Првото излевање од речното корито Вардар го предизвика на Кеотка и Малото Мовче. Под вода е на ниското ниво. Многуте гранки, пластика, ѓубре и останати материјали кои пловат по реката се показател дека нивото не опаѓа, туку напротив се зголемува. Проблем прави и реката Пчиња, која е многу надојдена и носи дополнителни количества на вода. Значи моментално се уште нема место за паника, но ќе видиме и ќе следиме состојбата во понатамошните часови во текот на денот. Па поради обилните дождови кои се случија, по наше мислење дека водостојот ќе се зголеми на реката Вардар и затоа е овој апел до граѓаните. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираа најмногу до граѓаните во Речани и Шорка. Тие треба да превземат се што е во нивна моќ за да ги заштитат своите материјални добра. Да си превземат соодветни мерки, бидејќи е можно негово излевање, односно да си ги изгрижат луѓето материјалните средства како и стоката што се наоѓа покрај река Вардар, односно во фармите кои се наоѓаат. На терен денеска се и службите на локалната самоуправа. Тие неголемо внимание му посветуваат на мостот во близина на Башино село. Тој е најкритичната точка, поради фактот што при зголемено ниво на реката, кај носачките столбови, се трупаат големи количини на дрва и други отпадни материјали, опасни по статиката на објектот. Затоа надлежните веќе дале налог за чистење. Денеска една машина ќе биде цело време дежурна и ако има потреба ќе интервенира. Зголемено ниво, имајќи останатите реки во околината, тополко се излеа во Превалеска игралиштето, а на уште неколку места има критични точки. Велес нуди најдобри можности за водење бизнис. Ова е оценката на Сојузот на стопански комори на Македонија. Општината е прва во државата која доби сертификат кој гарантира поволна бизнис клима. Дава многу позитивен сигнал за сите компании дека клота за заработка тука во оваа општина, во општина Велес, е навистина погодно и добро за бизнисот. Сојузот на стопански комори заедно со индустриската комора денеска пред велешките компании ги презентираа поволните услови за развој и отпочнување бизнис. Интенцијата е да во директни контакти со бизнисмените по сите градови на Република Македонија, директно комората да остварува средби со цел да се помогне на фирмите. Градоначалникот на Велес смета дека сертификатот за поволно деловно обкружување ги дава првите резултати. Во Караслари се гради фабрика на Маркарт, а интерес има и за другите индустријски зони. Ми имавме непосредна средба со заинтересирани бизнисмени од Украина, кои што ја разгледа и индустријската зона Мамучево. Сертификатот за поволно деловно обкружување Велес го доби минатата година. Илјада и 100 велешани се вакцинираа против грип. Во Центарот за јавно здравје се спроведуваше вакцинацијата. Годинава вакцината беше од холандско потекло и според нејзините карактеристики заштитува од неколку типови на грип. Од H1N1 порано што го викавме свински грип, ако се сеќавате пред 5 години, значи внатре се уште на северната хемисфера се уште тој вид на вирус го има. H3N2 исто сезонскиот вирус кој што претходно го имавме и уште една компонента е Калифорнија тип кој што се наоѓа исто на северната хемисфера. Значи тоа се 3 вида на антигени кои што ги има внатре во оваа вакцина и кој ќе прими вакцината ќе биде заштитен, значи од тие видови на вируси на грип кои што се го одговараат на таа структура. Најголем дел од луѓето кои се вакцинираа се повозрасни и хронично болни. Имало и помлади кои поради намален имунитет одлучиле да ја примат вакцината. На лица кои што веќе се во поодминати години, значи над 65 години, на лица кои боледуваат од хронични, особено пулмонални и срцево-садови заболувања, секако и на лица кои лесно се разболуваат, значи имунолошкиот статус им е таков да често се разболуваат во текот на овие месеци, значи и ја препорачуваме и на детската возраст и на возрастните кои се активни и на пензионерите, значи независно од возрастната група. Вакцинацијата против грип траеше 2 недели. Почна на 27 октомври, а заврши на 13 ноември.
Од Центарот за јавно здравје велат дека се потрошила целата пратка предвидена за општините од Вардарскиот регион. Додаваат дека доколку некој сега сака да ја прими вакцината против грип, тоа ќе мора да го стори во Скопје. Инаку вакцинацијата чинеше 400 денари. Улици, тротоари, легнати, полицајци. Општината во наредниот период инфраструктурно внимание ќе му посвети на Велешкото село Бузалково, едно од населените места со најголем број на жители, каде демографската старост на населението опаѓа. Затоа градоначалникот смета дека треба да се работи на подобрување на безбедноста на движење во селото. Наскоро општината ќе направи тротоар по кој учениците треба непречено да стигнуваат на училиште, но тука нема да заврши по градскиот пример и таму ќе се постават легнати полицајци за намалување на брзината на движење на автомобилите. Во меѓувреме ни се изготвени проектите за 2 легнати полицајци во кој што треба да ги ставиме ова населено место, да го намалиме, да бидејќи има една главна улица, за да го намалиме брзото возење на автомобилите, се во за безбедноста да направиме за учениците кои што одат во ова училиште, бидејќи тука да напоменам кога доаѓаат и од 5 до 8 одделение, односно 9 одделение учат и учениците од соседното село Сливник. Така да бројот на деца е значителен и мораме да обезбедиме сигурност во однос на движењето на моторните возила и на пешаците. Инаку според зборовите на градоначалникот, со градежните зафати во Бузалково ќе биде завршена една фаза од работата на општината во која освен градското, доста внимание се посвети на руралните подрачја, па во многу села се превземаа одредени инфраструктурни зафати.